Добре да ја велам за Билјана Ивановска, председателка на антикорупцијска. Разговорот со вас ќе го почнам со една ваша неодамнешна реакција, да се надеваме дека новиот шеф на обвинителството ќе застане на патот на криминалот и корупцијата. Дали оваа ваша реакција значи дека Русковска недоволно во изминатиот период испорача резултати или пак дуи го заокружува кругот на политичко влијание во правосудниот систем? Не. Значи, тоа значи дека надежта последна останува во отсуство на систем. Тоа значи мојата изјава. Значи, системот за избор на нов прв човек на обвинителството не е целосен и не обезбедува сигурност дека избраниот кандидат ќе биде како што треба. Затоа останува надежта да се надеваме дека тој ќе биде со интегритет, дека ќе си ја врши работата како што треба и така натаму. Но се сомневате во изборот? Се сомневам, не се сомневам дека, како да кажам, се сомневам од причини што во методологијата на изборот? Да, во начинот на избор. Значи начинот на избор, искоментирав и вчера, не е целосен, не дава јасна слика за каков кандидат се работи и да ви кажам искрено, мене ме чуди како обвинителите гласале. Врз основа на што? Значи, тој не понудил план за работа, тие не ги зимаат во предвид оценките, минат труд, ништо не се зима во предвид. Препознавате ли политичка и партиска агитација? Значи, јас кажав, во отсуство на систем останува да се сомневаме. Влијанието најтешко се докажува, а најмногу постои. Сите сме свесни дека постои, меѓутоа не се докажува, најтешко се докажува. Колку детектирани сомневања за криминал кои вие сте ги посочиле како антикорупцијска комисија доживеа досега судски епилог? За жал не е тоа едно. Не се чувствувате како институција и вие лично како председателка фрустрирани? Дека сте немокни всушност? Видете, незадоволството не само како институција и како граѓани во оваа држава е, нели, еднакво за сите. Ако земете дека најголемите ризици од корупција кои што ги утврдивме правејќи ја националната стратегија беа политичкото влијание и неказнивоста, се ви е јасно. Тоа е тоа. Меѓутоа, мене ништо не ме фрустрира. Напротив, тоа ми дава сила и мотивација и потреба уште повеќе да работиме и уште повеќе да придонесеме во државава, известувајќи ја јавноста и за нашата работа, и за нашите случаи, и за се она што го даваме во обвинителството. Колку предмети обвинителката Русковска презеде од кај вас? Па сега не знам точно на број, ама мислам дека беа негдека од 20 до 2. Може би да не се сите во тоа обвинителство, се јас ги сметам сите што отишле до јавно обвинителство, меѓутоа имаше поприличен број. Јас особено реагирав за оние кои што се однесуваа на посебно на јавниот интерес, како што беше случајот за Холидеј. Тој предмет на вистина премногу се одолговлечи. Го дадовме во април 21, сега сме ноември 22 и предметот се уште не е готов, а се работи за јавен интерес на главниот град, во кој што за простор каде што веќе се гради. И јас секогаш го поставувам прашањето кој ќе плати штетата. Затоа што очигледно е дека тој ДУП не соодветен во кој што се гради сегашните зградите. Ако Русковска не го испорача она што вие како антикорупцијска го очекувавте, што очекувате од Абази? Јас очекувам од секој јавен обвинител достоинствено и непристрасно, независно да си ја врши својата работа. Не само од Абази, него од секој јавен обвинител, мислам тоа е нивна должност и тие за тоа се платени да работат таму. Оно што останува и натаму трн во око, што речиси во сите извештаи, организираниот криминал и корупција се високо на забелешките во извештаите. Како во вакви околности може да се гонат криминалците во државата? Видете, кај што постои корупција, отсуствува интегритет. Значи, тоа се обратно пропорционални работи. Зошто имаме ние толку многу корупција? Затоа што имаме многу слаб личен интегритет, кој што понатамо придонесува и институционалниот интегритет да опаѓа. Она за што ние се залагаме е да се зајакне системот.
со внатрешни контроли, со функционирање на тој систем на внатрешни контроли, со проценка на ризиците и надминување на можните ризици кои што би го пореметиле функционирањето на системот. Значи, ние премногу се ослонуваме на нешто субјективно. Ние треба да бидеме објективни и да градиме систем. Во спротивно, ќе цвета корупцијата. Во спротивно, секогаш ќе се најде или некој близок што преку ред ќе заврши работа, или некој нешто има точка на топење па ќе му се плати нешто. Секогаш ќе има некое или има нешто. Ме разбирате? Затоа нас ни треба цврст систем кој што ќе биде отпорен на корупција. За да биде таков системот цврст и отпорен на корупција, пред се треба во него да учествуваат и да го градат луѓе со интегритет. А во моментот не препознавате луѓе со интегритет? Значи, меѓу редови кажано. Меѓу редови кажано, значи ви кажав, тие се обратно пропорционални вредности. Ако имаме висок интегритет, не е можно да имаме висока корупција. Господи Ивановска во земјава допатува и ја започна својата дипломатска мисија новата американска амбасадорка, која уште од Вашингтон порача дека една од главните приоритети ќе биде справувањето или битката со организираниот криминал. Не чувствувате дека имаме ерозија на правниот и општествен систем? Како не? Апсолутно да. Значи, корупцијата е општествено зло што нема граници, не е само карактеристична за нашата држава, него за сите држави, со тоа што некаде е ставена повеќе под контрола, каде што, пак ќе спомнам, системот функционира, а некаде каде што има слабости во функционирање на тој систем, зазема поголеми размери. Значи, корупцијата ја уништува демократијата, сите демократски процеси, човековите права, влијае на конкуренцијата, влијае на пазарот. Значи, апсолутно е нешто што ги црпе парите на граѓаните за коруптивни намени. Сега малку ќе вратам наназад. Абази, по изборот на Абази, во јавноста се појавија слики на кои се гледа негова поврзаност со високи структури од ДУИ. Пред неколку месеци антикорупцијска отвори случај во однос на заедничкото дружење на министерот за правда со обвинителката, со судијата. Не отвори случај. Но имавте забелешки? Имавме забелешки во однос на тоа кој ги платил надоместоците за патувањето. Значи, ние не ни отворивме случај, него имавме новинарски прашања во врска со ова што се случува, иако да речам дека таа слика не беше добра, на едно место да стои министер за правда, јавна обвинителка и судија. Тоа како перцепција за граѓаните не е најдобра. Иако се станува збор за фудбалски надпревар. Меѓутоа, ние не отворивме предмет да бидеме најасно. Туку на новинарско прашање што се случувало и како отишол министерот за правда таму, ние рековме сам да каже на кој начин отпатувал, односно кој ги подмирил патните трошоци. Тоа беше нашето прашање и понатаму епилогот го знаете. Поентот и меѓу другото и тоа ми беше да бидете во друштво на обвинител судија, да имате обвинител во друштво со високи партиски функционери. Може ли во вакви околности непристрасноста да биде на прво место? Во нашиве случаи, значи, и да не ги гледаме сликите, гледаме дека постои пристрасност, а па уште кога ги видиме сликите, уште повеќе се нарушува довербата кај граѓаните, да бидеме реални. Дали дружбите се само онака како дружби или имаат своја позадина, се отвараат повеќе дилеми. Апсолутно остава лош впечаток кај граѓаните. Значи, тоа е неговата околина. Тоа е неговата околина. Неговата околина се политички функционери или партиски војници или не знам што и да е. Кои што може да влијат, да лобираат, нешто да прават. За да ви ја доловам целосно сликата, новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал, Абази, треба да го застапува делото против Беса Транс, а неговиот дедо, таткото на сопругата, ги одобрувал или во најмала рака не сакал да ги види неисправните автобуси. Па сега не е во ред.
Не во ред и се тој треба да се изземе од целиот тој случај, воопшто да не работи по тој случај, да го даде на друг обвинител да го работи, да не учествува во никакво одлучување и така натаму. Значи, многу треба да се внимава на состојбата на судирни интереси, бидејќи таа сама по себе не мора да значи корупција, меѓутоа може да отвори вратата кон корупцијата многу лесно. Од друга страна, деновиве од затвор излезе бизнисменот Орце Камчев, кој депонираше или се договори со тогашната шефица на обвинителството Русковска да плати 5 милиони евра и на некој начин да си ја купи слободата. До кога ќе имаме принцип на кога сакате, каде сакате и колку сакате да си одлежите казна затвор? И што според вас е подобро? Да го наполните буџетот, односно да ја платите казната, со што ќе го пополните буџетот или сепак да си одлежите казната затвор? Видете, не се купува се со пари. Особено не угледот. Од друга страна, проблемот, ќе кажам, во оваа држава е неказнивоста. Луѓето сакаат да видат дека тој што погрешил е казнет. Че е казнет. А не дека си ја купил слободата. Луѓето сакаат да видат дека секој си го добил тоа што си го заслужил. Е сега, како се наоѓаат тие законски одредби, не знам, мислам, ја не сум ниту правник, ниту сум судија, ниту сум обвинител, не сакам да навлегувам во таа проблематика. Меѓутоа, очигледно, револтот што се создава кај граѓанството укажува на нешто дека не е како што треба. Ако законот дозволува, не знам што, па дајте да ги менуваме законите. Значи, законите луѓето ги прават, професионалци ги прават. Доколку се утврдуваат некакви ризици, може тоа да се промени. Битна е волјата. Значи, на прво место, кај нас излегува дека е битна волјата, но за жал политичката волја. Господи Ивановска, како ги доживувате забелешките или коментарите дека антикорупцијска е маша за подкусурување на принципот дека те се подпирате на политички влијанија на владеачката гарнитура, некогаш им прогледувате низ прсти на луѓе блиски од опозицијата? Можете ова со пример да го подкрепите? Или само на зборување? На гласини? Значи, антикорупцијска работи непристрасно и неселективно. Постапува по сите предмети. Одлуките ги носи врз основа на прибрана документација. Доколку имате забелешки или слушнете некој дека има забелешки на нашето работење, односно на нашите одлуки што сме ги донале по одредени предмети, слободно кажете и за вас важи тоа, нека поведат на увид да погледаат целата документација. Ниту сме пристрасни, ниту имаме намера да бидеме пристрасни, ниту пак сме под некакво политичко влијание, до сега не. Се соочувате со притисоци? Не. Значи имаме притисоци во јавноста, пример, од тоа да го разбереме како притисок што беше сега случајот со политичката партија ВМРО, ДПМН, која кажа тајни имоти. Значи тоа апсолутно го доживеавме како притисок заради тоа што не беше никаква суштина. Значи немаше суштина во таа работа. Ги добивме имењата, секој може, не само политичка партија од опозиција, него секој граѓанин. Доколку има сознание за било што, може да донесе, да поднесе пријави. Ние сме благодарни на сите пријави што доаѓаат кај нас. И ги отвараме и под опрен глас. Значи, апсолутно нема потреба од не знам какви помпезности. Се што сме сработиле, објавуваме јавно на нашите седници, буквално на секоја наша седница фактички е пресконференција. Знаете дека преку Zoom каналот е достапна, сите медиуми се вклучуваат, секој новинар доколку има потреба било што да праша, прашува. Отворени сме за новинарски прашања, за доставување документи по слободен пристап. Буквално никој се трудиме да не остане без одговор. Не гледам зашто би биле маша на некого. Ние на никого не сме маша. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитани гледачи, тоа беше Билјана Ивановска, претседателка на антикорупцијската комисија. Следете не.